Видете, до година е изборна година, така што од она што го гледам до сега и што го објаснував претходно, мислам дека ќе биде буџет кој што ќе биде пред се скроен така да одговара на желбите и потребите на владата да освои што повеќе на до година на избори. И мислам дека нема, како и многу години претходно што има оној еден буквално и трик на тоа како се прават буџетите. Прво, на почетокот се планира нереално висока стапка на раст, се предвидува на бруто домашен производ, 3,5, 4, не знам што, затоа што тоа му дава на буџетот поголема простор да однапред биде преамбициозно предвид, зашто има некои макроекономски предпоставки, параметри со кои што понатаму ги криеш сите, иако е повисока стапката, повисоко е све на стапката на раст. И за да го направи тоа, државата, исто до сега многу пати го правила, нема да се избегне ни оваа влада, ќе рече дека има многу голем дел на капитални инвестиции. Така наречени капитални инвестиции од буџетот. Колку се капитални е многу спорно прашање и второ прашање, но е голема ставка. И тоа во формулата, што растот на БДП е формула проста, делува кон зголемување на стапката. И владата ќе даде со тие проекции. Голема стапка на раст, очекуваме многу инвестиции, така натаму. Затоа можеме да собереме повеќе пари и да потрошиме повеќе пари, и тоа ќе биде за доброто на граѓаните. Тоа е почетната приказка 20 години назад на секој буџет која се предлага. И првата верзија која ќе се усвои на крајот на годината. Потоа во текот на годината, зависно од реалните остварувања, нема така добро да и тргне само по себе на економијата, тоа сигурни бидете, и да ребаланси, промени на ставките, и тоа најчесто преку кратење на тие капитални трошоци, ама крив е некој друг, што не се они реализирани, дали претходна власт, дали некој трети, пополнување на дупки што биде лошо предвидени, а и намалување на стапката на раст на БДП предвидената, ама пак криви ќе бидат некои други. Та дали Украина војната, та дали Газа, та дали ЕУ, та дали претходно, некој трет ќе биде крив, не владата. И тоа истиот терк ќе го гледаме како што сме го гледали многу пати претходно. Тоа ќе биде. Ви изненади ли лошите прогнози на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд? Дали владата ќе ги свати сериозно? Дали владата ќе ги свати сериозно, не знам, ќе видиме, а мене не ме изненадија, бидејќи тие не излегува туку така. Тоа не е случајно туку така. Тоа е резултат на нешто што не се случува во Македонија веќе подолг период, и оваа влада нема намера да го прекине и тоа. Тоа е работата. Тврди дека као не ќе да работи ко претходните влади, ама до сега еве 4 месеци, ама баш ништо не направи реално за развој. Инаку слабите перформанси на македонската економија беа очекувани, бидејќи е многу ранлива на неколку работи од меѓународно окружение, а е Германија во рецесија и Македонија во рецесија. Не само Македонија, ама нас не е битна Македонија. Имаше други нестабилности во окружението, овие војни по светот, тие немири и тие работи ги повечуваат цени на енергија, на храна, снабдување и така натаму, оние вредности синџири на компаниите. Така што сето тоа беше нормално, а второ, подигнувањето на капацитетот на нашата економија да создава повеќе, као да е прашање од последен приоритет на било која влада и на оваа.